развојните текови на нашата држава. Потаму, особено фрагилна и важна тема е говорењето и подобрувањето во секоја смисла на секој еден сегмент кој што ќе биде детектиран. И од таа причина го поддржувам предложениот амандман и сметам дека во однос на вакви прашања не може партиски да се размислува и да се одлучува, туку мораме да имаме една поширока представа за значењето и важноста на истиот. Како универзитетски професор, комплетно ја разбирам смислата на предложениот амандман и сметам дека предлагачите биле брзи и прецизни кога детектирале дека навистина се јавува проблем доколку во процесот на семестарот или на учебната година поточно, доколку на пола се прекине односот со предметен наставник кој по физичките закони ги наполнил и ја постигнал старосната возраст, дошол до 67 годишна возраст, што е на штета и на студентите, но и на универзитетскиот кадар кој иако општеството определило дека максимумот што може да го побара за да се отворат својата научна, истражувачка и едукативна дейност е 67 годишна возраст, сепак сега ќе се согласиме дека во многу повеќето од случаите нивниот интелектуален капацитет е така неопходен нивното присуство на универзитетите, што со ваков пристап се отвара можност истите да се завршат учебната година. Секако не постои ниту еден совршен закон, законите се прават за луѓето, луѓето ги прават законите за реалните потреби со кои што се соочува секој општество. Да, оттаму и овие амандмани оставаат простор да и понатаму да можеме да умесно да интервенираме и да можеме да влијаеме на процеси кои што се неопходни во однос на оваа сфера. Секако предлагам како Комисија за образование, наука и спорт во наредниот период и малку по-длабоко да навлеземе и во прашањата за толкувањето на активноста на универзитетските професори, на универзитетскиот кадар, за нивното присуство и во други сегменти, како што е нашиот пример на повеќето од колегите тука присутни универзитетски професори кои во овој момент, во овој мандат ја обавуваме и често да бидеме народни представници, но нашата едукативна и научно-истражувачка дейност не прекинува и конекцијата со универзитетите и со институтите исто така особено значајна и силна. И оттаму верувам дека тој порив кој што како педагози е многу посилен од било каков друг ангажман општествен, отвара простор да размислиме и за некои прашања кои досега во општеството не стасат да ги отвориме, а тоа се секако прашањето за тоа до кога и колку може навистина и дали смееме ние како општество со уставно загарантирани права да ги ограничиме посебно интелектуалците, универзитетските професори и секако да видиме каде би требало да се интервенира во поглед на рационализација на универзитетите кои што ни примуваат во Република Македонија, нивната потреба, издржаност, нивното реално влијание во општеството, во развојот на нивните кадри и секако најбитното прашање е осовременувањето на материјалите и на финансиската поддршка на научниците, на академските работници, на кои е неопходна таа помош. И доколку, и да ќе се за крај сакам уште нешто да додадам, и да сме дека во овие 30 години искуство на плурализам, во академската сфера многумина мораат да барат помош од надвор, како би можеле да ги реализираат своите академски достигнувања. Мислам дека примарна задача на нашето општество е ресурсите во образование и наука да се насочат кон осовременување на капацитетите, но и поддршка на индивидуалната или групната научно-истражувачка дејност на македонските творци. Ви благодарам.